Почитуван председател Талат Джафери, почитувани пратеници, почитувани председател на владата, колеги министри, почитуван пратеник Зендели, ви благодарам за прашањето. Мислам дека е многу важно прашање за сите жители на Полошкиот регион и децидно сакам прецизно да одговорам, да не оставам никаква дилема дека никој, ама апсолутно никој, нема да дозволи да се пушти Југохром доколку не ги исполнува стандардите еколошки онака како што е препишано. Значи, тоа не треба да има дилема ни еден граѓанин на Република Македонија, посебно ни еден граѓанин на Полошкиот регион, а нормално тука вклучувајќи ги и сите еколошки здруженија. Владата управо затоа многу енергија вложи и јас во мојот кабинет и сите други колеги министри да го решиме овој проблем. И сакам да ви информирам како проблемот ќе биде решен и единствен начин на кој што може Југохром да проработи. А тоа е следниот. Мора да се изгради филтерот, при тоа, значи, собственикот на фабриката се соочуваше со финансиски потешкоти и затоа тој успорено го градеше филтерот, но и покрај тоа не се попушти на барањата да тој биде пуштен, односно да фабриката биде пуштена без задоволување на еколошките стандарди. Јас држев повеќе состаноци на оваа тема. Последно, состаноците беа пред еден месец, кога се договоривме со собственикот да тој вложи дополнителни милион евра на веќе вложените средства кои што ги имаше досега вложено, а да при тоа Македонската банка за поддршка на развојот, која што и ја има таа функција во државата, да му определи нормално со соодветно хипотекарно задолжување, односно обезбедување према државата, дополнителни финансиски средства, како би можеле да помогнеме да фабриката проработи. Затоа не охрабри позицијата дека во моментот цената на феросилициум на светските берзи е околу $1.500 по тон, а при тоа производната цена во Југохром би била значително пониска, што значи дека фабриката може да работи позитивно и при тоа да произведува 3000 тона готов производ месечно. При тоа зборуваме за производство само од двете печки, најголеми, печките број 7 и 8, за кои што и се гради филтерот. После овие разговори, сведоци бевте, а мислам дека одредени медиуми и пренесоа дека забрзано се гради филтерот и тој почна да се монтира, челичната конструкција е изработена во ФАКОМ, ние очекуваме да собственикот си ги доисполни своите финансиски обврски до $1.000.000 евра, а потоа како држава ќе му помогнеме да го заврши филтерот. Тој до сега, согласно моите сознанија, веќе има префрлено најголем дел од овие средства, или поточно, ако сакате, околу 800.000 евра, и очекуваме, после завршувањето на неговата обврска, да и ние како држава помогнеме да тоа се заврши. Мислам дека многу прецизно и таксативно ви ги набројав сите услови и околности во кои што треба да проработи Југохром и тие апсолутно не се такви да бидат на штета на граѓаните. Да, економијата е важна, Полошкиот регион е еден од тие региони кои што имаат понизок, односно повисок степен на невработеност, понизок степен на вработеност, како сакате, но цената на здравјето нема цена. Здравјето е пред се, а после тоа доаѓа економијата, а ние како влада ќе се грижиме и за едното и за другото. Јас мислам многу прецизно ви ги набројав сите околности и очекувам до крајот на годината Југохром да биде во функција, но да биде на начин соодветен, онака како што тоа се прави секаде во светот, со задоволување на сите еколошки стандарди. Од тука и не гледам потреба за никаква загриженост према ни еден граѓанин во Република Македонија, односно, а поготово нели преку еколошките здруженија кои што ние ги почитуваме. Јасно, сите нивни барања кои што се во согласно со закон ќе бидат земени во предвид и ќе бидат до крај испочитувани. Јас ги поканувам сите загрижени да дојдат уште еднаш ако треба да разговараме, да ги појасниме сите околности. Јас лично сум голем оптимист што се однесува до прашањето за проработувањето и начинот на проработување на фабриката Југохром. Ви благодарам и доколку има дополнителни прашања, стојам на располагање.